Јас сум Дишлија Стадјанова од 8 Б одделение, учесник во екипа број 1. Јас сум Станковска Виторија од 7 А одделение, учесник во екипа број 1. Јас сум Алиха Лишишевска, учесник во прво. Јас сум Селма Рамадан, учесник во групата екипа 2 од 7 А одделение. Јас сум Цановска Алмина од 7 В одделение, учесник во групата 2. Јас сум Азовска Илхана, 8 Б одделение, учесник во екипата број 2. Јас сум Адина Лишишевска од 8 Б и учесник во трета. Јас сум Златица Мартиновска, 8 Б одделение и сум учесник во група број 4. Јас сум Андријана Кадеска од 7 Б и сум учесник во екипа број 4. Денешниот квиз меѓуоделенски, овде имаме 7 оделенци и 8 оделенци. Еве како што кажува и самото име на квизот, за победа треба среќа, ама и знаење, или обратно, како и да го завртиш, истото е. Кои се правилата на нашиот квиз? Прво, fair play. Значи, нема подкажување, нема лутење, нема кој што играат 3 екипи, веќе сте распоредени. Се играат 5 игри. Инструкции добивате во текот на секоја игра. И нормално ви треба знаење и многу среќа за да победите и се надевам секоја екипа ќе се бори да биде најдобра. И благодариме и на публиката што дојде овде да ме бодри. И чекам одговор дали сте спремни и дали можеме да почнеме. Спремни сте? Да? Па тогаш, ако сте спремни, среќно! Песната Тъга за југ ја напишал Димитар Миладинов. Точно или неточно? Значи, неточно. Да провериме? Дали точно одговори? Браво! Одговорот е точен. Ај малку аплауз да аплодираме. Одиме со следното прашање. Епиката е литературен род. Точно или неточно? Овде? Да. Да провериме. Браво! Одговорот е точен. 5 поени на првата екипа. Зборот гледа е именка. Точно или неточно? Втора екипа. Ајде. Зборот гледа не е точно. Значи неточно. Да провериме. Браво! Одговорот е точен. Во македонскиот литературен јазик има 31 глас и 29 букви. Неточно. Има 31 глас и 31 букви. Браво! Одговорот е точен. Значи на првата екипа. На првата екипа и забележуваме 5 поени. Именките ја имаат граматичката категорија лице. Точно или неточно? Втора. Втора. Точно. За жал, одговорот не е точен. Еве на молија да видите за прв пат. Диалог е разговор помеѓу две лица, најмалку. Трета група. Точно. Ајде да видиме. Браво, одговорот е точен. Одлично, и за завршувањето на првава игра е наполу сакам од сите браво. И Првата екипа има 15 поени во првата игра. напише и 15. Втората екипа во првата игра има 10 поени. И третата екипа во првата игра има 20 поени. Браво, браво. Може да почнеме? Ајде, прва екипа, прочитајте што напишате. Девојката облечена во свила има душа многу мила. Одиме со втората екипа. Тој оди на училиште. Добро, трета екипа. Ноќта ми поспија, главата се Добро, ајде. Сега вие певате рака, значи го знаете? Да? Го знаете конечниот одговор? Па нека проба. Јордан кажи да сам буквата О. А. Нема. Одиме со првата. Р.
Ајде. Крсте Петков Бисерков, браво. Третата игра, првата група 11 поени. Втората нема поени. И третата 6 поени. Ова игра е со асоцијации, гледате, познати ги се овие игри, ако сте гледали квизови. Значи имате полиња. Поле А, поле Б, поле В и поле Г. И на крај имате конечно решение. Значи прво отварате полиња. Па секое поле има, значи одговор. Значи поле А има одговор, поле В, В и Г. И на крај имаме конечно решение и конечен одговор за целата асоцијација. А4. Пода писатели. Не. Одиме на втора. Б2. Така за Песни. Конечно можем. Па природеници. Мислам дека Одиме со петтата и последна игра за овој квиз, која што е наречена литературен крстовство, како што гледате, наликува на сите класични пословни кои што сте ги сретнали досега, но е литературен, со литературни и јазични форми. Ајде, одиме кој се одговара од првата екипа. Ајде, Вид драма, комедија. ја. Добро. Да, точен одговор. Свршен вид од глаголот лета, одлета. Одлета, точно. Добро. Сега одиме со третата екипа. Од 3, полето, читај. Неменливи. Неменливи зборови кои подкрепуваат значењето на другите зборови во реченица. Честички. Честички. Плюско изразно средство, ономатопеја. Ономатопеја, точно. Неголема крузна творба, романи. Романи. Добро, точно. Одиме со следната екипа. На гласување. Нагласување верен звук од зборот. Акцент. Акцент. Сите три групи имаат по 20. По 20 поени. Запиши. Аплауз. Аплауз. Завршивме значи со квизот со сите 5 игри и сега едно време е да ги зброиме поените на секоја екипа и да видиме која екипа е победник во овој квиз. Првата група има 88 поени. Втората екипа Втората 35. 51 поени. Од конечните резултати гледаме дека победник во овој квиз е првата екипа со вкупно 88 поени. Ајде, молам, станете да видиме првата екипа. Првата екипа, ајде, дајте им аплауз. Нема. Да станете овде. Ајде, уште еднаш представете се.